На неколку месеци пред избори на власта и текна да бара начин како да ги намали платите на функционерите. Откако половина година сметките им се полнат со 78% покачени примања, сега во владата анализираат, калкулираат и се консултираат како да спроведеле законско решение за плати на избрани и именувани лица. 6 месеци прашање од јавноста. Кога и дали ќе си ги намалат платите? Одговорот секогаш беше ист. Потребен е нов закон за намалување на плати. Сега пак требало да се сменат 7 закони кои не можеле да одат со европско знаменце, оти тоа ќе било противуставно. Иако досега во собранието на брза лента поминаа скандалозни закони како кривичниот законник, законот за амнестија, па и пакетот закони за Бехтел и НК. Намалувањето на платите е чиста фарса, сметаат граѓаните. Тие немаат доверба во функционерите дека навистина ќе ги намалат своите примања, и ако го направат тоа, ќе биде само за да купат социјален мир и оти се ближат избори. Дали се свесни тоа што го направија? Ние не сме вчерашни, не да ме треба. Но тоа е тоа, што би изборал. Тоа е фарса. Фарса поголема не може да биде. Може ќе ги намалат, и сигурно ќе ги намалат, пошто се приморани. Каде си ги пасивни, нешто личи тоа? Каде го има тоа? Каде, на кое место во светот има такво нешто? Не верувам дека ќе ги намалат по никој случај. Може символично. Символично не верувам. Мислам оти ќе си ги намалат. Поради револтот и се ближат избори, знаеш. Според последното зголемување на платите со одлуката на Уставниот суд на избраните функционери им се покачи платата за 78%, а доколку не донесат поинаков закон, согласно растот на просечната плата, од година ќе земаат плюс околу 400 евра. Инаку во моментов најплатен е собранискиот спикер Талат Џафери, кој заработува 166.000 месечно, а 1.000 денари помалку пак шефот на државата Пендаровски. Од година според актуелниот закон, например, Стево Пендаровски со 33 години работно искуство би земал околу 190.228 денари.